Добро вечер и добре дојдовте во светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Цело стадо овци загинаа од гром во Граешница. Штети во Ресен од вчерашниот град. Кога ќе си замине Клара од кај нас? Подготовки за Манаки и нов филм на Шербеџија во Битола. Двајца овчари и две деца биле повредени од удар на гром, кој вчера доцна попладне удрил во атарот на пограничното село Граешница. Громот удрил во стадо и убил над 70 овци, 5 кози и 2 кучиња. Маја Богоевска. 4 лица се повредени, од кои двајца овчари и 2 деца, а 70 овци, 5 кози и 2 кучиња загинале од гром вчера попладнето околу 17 часот кај местноста Граешки ливади на селото Граешница Битолско. Едниот овчар бил во безсознание 2 часа, а другиот е сместен во клиничката болница заради повредите кои ги здобил. Децата поминале со полесни повреди. До несреќата дошло кога еден од овчарите за да ги заштити овците од дождот ги собрал под дрвото. Громот паднал на неколку метра од местото каде што беше стадото, а електрицитетот ги усмртил овците. Стадото овци кое настрада од громот беше на семејството Усеиновски од соседното село Кишава. Бидејќи живеат од стоката, ова за нив беше голем шок. Со солзи во очите го гледаа усмртеното стадо. Ние бевме Битола, овчарот го сетнавме на идење за село. И тој ни рече, падна гром, рече, ме уди, рече, 2 сати бев легнат. И осите тој не знае колку се уништени тука. И ние дојдеме со детето тука со тракторот и кога ги видовме овие тука чешани. На болница 1, тој е од Жабени, тука ги има овците ги паси во Граешница и тој на болница не знаеме како е сега, вика дека поарна. Ама не знаеме, и овој нашиот што имаме ние овчарот поарен е. Ова е голема штета за нас. Имам плюс 3 деца мали, со тоа се гледаме. Значи, ние тоа живееме тука. Ова е втора несреќа во селото Граешница која се случува во рок од еден ден. Вчера во раните утрински часови пожар ја зафати куќата на 7-членото семејство Талевски од Граешница, која изгоре до темел, а семејството остана без покрив над главата. Силниот град со големина на орев кој вчера го зафати Преспанскиот регион нанесе штета на околу 3000 хектари овошни насади, со што го уништил родот за 30 до 100%. Невремето предизвика поплави по улиците, а оштети и автомобили. Јаболковите насади во Преспанско претрпеа големи штети од градот, кој вчера во 15 часот го зафати овој регион. Градот со големина на орев и јајце нанесе штети на околу 3000 хектари овошни насади, при што го оштети родот од 30 до 100%. Според првичните информации, околу 70% од овошните насади засадени со јаболка се уништени. Ова денеска беше едно невидно невреме што зафати територијата на Преспа. По наши првични сознанија, околу 70% од овошните насади засадени со јаболка се уништени, тоа некаде околу 3000 хектари. Ево како што гледате, штетите се огромни. Значи не само за оваа година, туку и наредните 2-3 години уништена и пупката. Голема штета. Се надеваме дека државата ќе излезе со сусрет и дека ќе барем во еден мал дел ќе успееме да ги покриеме дел од штетите. Зафатен е најголемиот дел од Преспа, значи нашите овоштарници се комплетно уништени. Значи се работи за една голема катастрофа, за една голема природна непогода која што денес ја зафати Преспа, го зафати Преспанското подрачје, каде што според првичните сознанија кои што ги добиваме од теренот, некаде над 70% од овошните насади кои што се наоѓаат на подрачјето на Преспа се зафатени од оваа катастрофа, од оваа елементарна непогода и јаболковиот род, годишниот јаболков род навистина во голема мера речиси целосно е уништен. Ова е голема катастрофа, ова што се случи годинава за преспанските земјоделци ќе има навистина страшни последици не само по джепот, да речам, и по социјалниот статус на преспанските овоштари, туку ова ќе се одрази во наредните години, бидејќи оштетувањата на овошките, како што може да се види на теренот, се многу големи и ќе имаат да се разбира далекусежни последици и во текот на наредните години. Заменик министерот Ванчо Костадиновски при вчерашната посета на погодените реони посочи дека владата ќе ги разгледа можностите да им се помогне на оштетените овоштари. Вака заклучивме дека во прв момент треба да се реагира со детална и темелна анализа за висината на штетата што е направена на народот
и да видиме да во кој износ и како ќе реагираме со некоја мерка. Значи ќе го разгледаме ова и на влада и нормално ќе донесеме некој заклучок. И можам да кажам дека за несреќа, значи ова треба да биде потсетување, мислам како несреќа треба да биде потсетување за сите земјоделци, за сите мерки за директна финансиска поддршка на земјоделците да можат во што е можно поголем број да искористат, како што е субвенционирањето на осигурителните полиси, значи кои што можат да ги набават за да го осигурат родот. Невремето предизвика и поплави по улиците низ градот, а оштети и автомобили. Клара ќе биде над Македонија уште денес, но метеоролозите најавуваат дека стабилизација на времето нема да има до крајот на месецот. Маја Богоевска. Клара или не, времето ни малку не прилега за едно лето. Де врне, де сонце, прво ладно, па топло, па пак од почеток. Резултат на тоа е големата влажност во воздухот, како и нискиот притисок кој го носи циклонот Клара. Носи и неповолно биометео и тоа не само за метеопатите и хроничните болни. Дождот кој вчера наврна во Битола, иако краткотраен, но пороен, на некои места направи застој. Кај Стара болница вчера беше ваква сликата. Метеоролозите за денес и наредните денови најавуваа дека во попладневните часови ќе има локализирана појава на пороен дожд и грмежи, но предпладне ќе биде претежно сончево, а температурата повторно ќе биде во пораст. Стабилизација на времето не се очекува до крајот на месецот, но од четврток ќе се намали интензитетот на врнежите. Центарот на циклонот Клара е над Северна Италија, влијанието му е над Балканот. До денеска ќе биде активен, пошто наредните денови ќе почне да се повлекува и слабее. Ќе слабеат и дождовите и ветровите. И понатаму се можни локални врнежи и електрични празнења, но не се очекува драстична ескалација на временските услови, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Тројца повредени, од кои 2 деца запалиле контајнер и тој експлодирал. Вчера во Прилеп на улицата Борис Кидрич лицето со иницијали СУ 26 години и деца на 10 годишна и 12 годишна возраст, сите од Прилеп, во контејнер пронашле црна вреќа со непозната зрнеста и топчеста материја и празни патрони од ловна пушка, кои ги истуриле на куп и со чкорче од кибрит ја запалиле смесата, која направила силно осветлување и експлодирала, при што ги повредила. Истите биле пренесени во јавната здравствена установа Борка Талејски во Прилеп, каде им се констатирани тешки телесни повреди, се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Утре и други ден Центарот за јавно здравје од Битола ќе прска против комарци во општина Могила. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, подрачјата по течението на реките, застоените води и урбаните населби. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19 до 6 часот наутро. Од Центарот за јавно здравје ги известуваат пчеларите да си ги заштитат своите пчелни семејства. Подготовки за Манаки и нов филм на Шербеџија во Битола. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Пациентката чија здравствена состојба беше критична почина во текот на изминатата ноќ. 55-годишната жена на инфективната клиника била примена пред 1 месец и половина со главооболка, повраќање и висока температура. Проектот на USAID за експанзија на мали бизниси свечено го отвори полетилиштето за параглайдинг Мечки Камен Исток во општина Крушево. Активностите од увидот за несреќата на полицискиот хеликоптер кај Струмица, кои се во надлежност на МВР, се завршени, потврди Јанкуловска. Според неја истрагата сега е во рацете на јавното обвинителство. Доброволното продолжување за работен век за 1, 2 или 3 години ќе биде од корист и за работниците и за компаниите, оценуваат од бизнис секторот. Рускиот претседател потпиша закон со кој се дозволува да бидат формирани зони за коцкање во Крим, кој од март е под анексија на Русија. Над 51 лице загина откако авион на компанијата Трансейжа бил принуден да слета во областа Пенгу во Тајван и се урнал, јави новинската агенција Ксинхуа.
Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Синоќа починала пациентката која од 7 јуни се лекувала од листериозен менингоенцефалит на клиниката за инфективни болести во Скопје. Станува збор за пациентка на возраст од 55 години која спаѓа во ризична група пациенти поради хронични заболувања. Ова е четврто починато лице од бактеријата листерија во Македонија. По еден подолго траен третман во кој што се постигнати и целосно елиминирани причинителите на болеста, значи една комплетна санација на ликворниот наод кој јас ни служи како параметар за проценка на ефектите од лекувањето, резултат на трајните нарушувања кои што од почетокот беа регистрирани е и овој фатален ишод. Значи пациентката и покрај тоа што се преземени сите мерки за нејзино успешно лекување заврши со фатален ишод. Хонорарците се бришат од списокот на невработени и ќе плаќаат придонеси. Ова го предвидуваат најновите измени на 4 меѓусебно поврзани закони за кои се бара да бидат донесени по скратена постапка, а пратениците ќе гласаат за нив денеска. Владата од 1 јануари идната година ќе ги избрише од листата на невработени хонорарците и лицата кои работат со договор на дело или друг вид договор. Во исто време, овие лица покрај персоналниот данок што го плаќаат досега, ќе мора да плаќаат и придонеси за пензиско и за социјално осигурување. Во оваа категорија спаѓаат сите лица кои остваруваат годишни приходи повисоки од 12 минимални загарантирани плати. Оние пак кои заработуваат од повеќе хонорари или од повеќе договори на дело, придонесите ќе ги плаќаат на збирниот нето износ на приходите, ако тој го надмине износот на минималната плата утврдена со закон. Законска обврска е на хонорарците и на нивните работодавачи да го пријават хонорарното работење или договорот за дело кај соодветните институции кои треба да ги внесат во сопствените регистри. Ова го предвидуваат најновите измени на 4 меѓусебно поврзани закони за кои се бара да бидат донесени по скратена постапка, а пратениците ќе гласаат за нив денеска. Невработено лице или друго лице кое што бара работа не може да биде евидентирано во регистрите доколку има склучено договор за дело, авторски договор или друг договор за кој се плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување согласно со закон, стои во предложената измена на членот 53 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност во кој се додава нов став. Променета е и висината на казните што ќе ги плаќаат овие граѓани ако не ги почитуваат законите, но и работодавачите ако не постапуваат според измените на овие закони. Со глоба од 200 евра ќе биде казнето невработено лице кое зема хонорар или работи со договор на дело ако инспекторите го најдат како работи кај некој работодавач, а со ист износ ќе биде казнет и работодавачот. Глоба во износ од 500 до 1000 евра ќе му се изрече на обврзникот за уплата на придонесите сам за себе доколку не го достави договорот за дело или авторскиот договор или друг договор до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Крис Менџис доаѓа во Битола како добитник на наградата Златна камера 300 за животно дело на 35-тото издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки од 13 до 19 септември во Битола. Вкупниот буџет за годинава е околу 250.000 евра. Оливера Михајловска. Жива легенда во филмскиот свет, роден во 1940 година. Врвен светски кинематографер, кој во последниве 20 години работел со светски звезди како Роберт Де Ниро, Кейт Винслет, Кейт Бланшет, Джек Николсон и многу други. Добитник на 2 Оскари, по 3 години преговори, Крис Менџис доаѓа во Битола како добитник на наградата Златна камера 300 за животно дело на 35-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки од 13 до 19 септември во Битола. Има добиено 2 Оскари за, според мене, ремек дела на светската кинематографија за Полиња на смртта и Мисија во 1984
1984-та емисија во 1986 година. Значи во Битола ни доваѓа еден од најголемите имења на светската кинематографија, Крис Менџис. Навистина можам да кажам дека сме многу горди што тој пристигнува на 12 септември. Нажалост не може да остане цело време со нас, бидејќи во тоа време има работа и снима, но останува до 18, така да скоро цел фестивал ќе биде тука со нас. Општина Битола, Друштвото на професионални филмски работници на Македонија, Филмскиот фонд, Кинотека на Македонија, Министерството за култура и спонзори се главните чинители на овој фестивал кој ги поместува светските граници. Купниот буџет на фестивалот е меѓу 200 и 250 илјади евра и тоа никогаш не е доволно и секогаш тоа го кажувам дека она што ние го правиме во Битола со овие средства е навистина чудо. Минатата година имавме главната лекторка на Сараевскиот филмски фестивал и трчаше во мене и ме прашуваше како сум ја донела Изабелу Пер, бидејќи они 10 години не може да ја донесат на Сараево. И општина Битола како домаќин ја дава својата поддршка за фестивалот. Сумата која што севкупно ја вложила општина Битола, значи со се тоа што го кажав, е некаде веќе околу 5 милиони денари. Значи, тоа е она и се разбира, се понатаму што ќе биде потребно. Ако Лабина каже дека имаме нова технологија на филм со кој што бара посебни услови, ние сме тука да обезбедиме и таква апаратура, значи таква технологија, но мислам дека последно што го направивме минатата година, со исто посебен блок на општина Битола се сеќаваат од околу 2 милиони денари, опремата што ја зајавме преку Министерството за култура. Мислам дека веќе од ова година и нема да имаме толку сериозни проблеми. На денешниот прес беше истакнато дека ИМАГО, Европската асоциација на кинематографери на чело со Најджел Волтер, годинава по трет пат во Битола ќе одржат главната конференција и најавено е присуство на над 40 директори на 17 септември. Програмата и содржините на фестивалот, бројот на филмови, дали ќе биде отворен со македонски филм и слично, се работи кои Митевска ги вети на пресот во септември. На пресконференцијата за фестивалот Браќа Манаки, градоначалникот информираше за снимање на нов филм во Битола во режија на Раде Шербеџија. Еве конкретно ќе кажам, вчера веќе имав представници кои што беа задолжени да ги видат условите за снимање на еден многу интересен филм, бидејќи јас имав прилика тоа да гледам како театарска представа своевремено во Хрватска, каде што главната улога играше Шербеџија. Раде Шербеџија сега се појавува како режисер и како што разбрав, од 14 недели снимање и подготовки за филмот, 12 недели ќе бидат во Битола. Значи, буџетот не е така мал за филм кој што ќе се снима, знаете на каква тема, овој пат главната улога од пред неколку децени, сега е режисер на филмот, значи Шербеџија, некаде во септември, па може би близко со фестивалот ќе се совпадне, ќе дојде во Битола, тој веќе неколку пати доаѓаше со своите екипи, практично одбираат сега локации, објекти и така натаму, и не само тој. Знаете дека доаѓа неколку пати турски екипи, доаѓа за телевизиски серии, филмови и кратки филмови се снимаат, значи тоа го забележавте неколку пати, значи веќе станува атракција Битола, така што мислам дека таа филмска приказна многу стои и заживува во Битола. Не случајно го очуваме ова што го побараа продуцентите малиот филмски град во делот на касарната, за кој што оригиналната кадрма која што ја вадевме при реконструкција на улиците ја поставивме таму и таму стои, се додека ќе треба, ако треба вечно. Односно, доколку тоа заживее понатаму, тоа ќе се проширува. Така што мислам дека тоа не зависи секогаш максимално баш само од нас, туку зависи од интересот на филмаџиите. И ви тврдам, во подобри финансиски, економски времења, Битола навистина одлично може да живее само од тој сегмент. Еве што донесува светот. Авиокомпаниите не летаа ниту над Израел заради војната во регионот. И за други вести од светот по паузата останете со нас. Хераклеа, антички центар на модата.
Ќе ви раскажеме за материјалите и боите, за мотивите и декоративните елементи, за костимите кај мажите, кај жените, кај децата, кај обичните граѓани и робовите, адаптации кај костимите и јонски стил, за костимите и оклопите кај војниците, за религиозните костими. Недела, 27 јули, Битолски народен театар, 20:30. Израелските војни акции во Газа би можеле да се граничат со војни злосторства, соопшти шефот на Обединетите нации за човекови права Нави Пилај, но паралелно ги осудила и постојаните ракетни напади што ги вршат екстремистите на Хамас. По се изгледа во овој случај голема е можноста да е прекршено меѓународното право на начин кој се граничи со војни злосторства, рекла Пилај на итен состанок на Советот за човекови права на Обединетите нации во Женева, што се одржувал по повод израелската офанзива во Газа, нагласувајќи дека за време на нападите убиени се голем број цивили, вклучувајќи многу деца. Израел прави злосторства против човештвото во својата офанзива во Газа, истакнал шефот на палестинската дипломатија Ријад Малки на седницата на Советот за човекови права на Обединетите нации во Женева. Израел е во процес на извршување ужасни злосторства. Израел во потполност ги уништува подрачјата кои се подложени на напад. Израел цели кон новинари. Израел уништи 2500 домови. Инфраструктурата е уништена. Израелските сили гаѓаат медицински центри во Газа. Она што го прави Израел е злосторство против човештвото, истакнал министерот за надворешни работи на Палестина, пренесува Ројтерс. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху побара синоќа од администрацијата во Вашингтон да се обноват летовите на американските авионски компании кон Израел. Нетањаху го замоли државниот секретар Џон Кери да помогне за да се укине забраната што ја воведе Американската федерална управа за цивилно воздухопловство. Реакцијата на израелскиот премиер доаѓа по одлуката на агенцијата да го забрани летањето на американските компании да летаат кон и од Израел, откако една ракета лансирана од појасот Газа падна на околу 1,6 километри од аеродромот Бен Гурион крај Тел Авив. Европската агенција за воздушна безбедност ЕАСА реагираше веднаш на решението на агенцијата, па на сите европски авиокомпании кои летаат кон Израел им препорача да ги запрат летовите кон Тел-Авивскиот аеродром. Германската компанија Lufthansa и нејзината група во која се и Austrian Airlines и Swiss, не чекајќи на препораката на ЕАСА, ги запреа за 2 дена сите своји летови кон и од Израел. Таквото решение го прифатија и француските и холандските авиокомпании, како и Алиталија, Ер Канада и нискобуџетската компанија EasyJet, која секој ден има лет од Лондон кон Тел Авив. Експерти за безбедност во авионскиот сообраќај оценуваат дека ваквото решение на американската агенција и на европската ЕАСА е сосема разбирливо по тешкиот инцидент од минатата недела, кога беше соборен еден малезиски патнички авион над украинската територија. Американски разузнавачи изјавија дека проруските сепаратисти го собориле малезискиот патнички авион над источна Украина по грешка. Според представниците кои сакале да не бидат именувани, не биле најдени докази за директна вмешаност на Русија во соборувањето на авионот со ракета земја-воздух СА-11. Иако нема никаква врска со Москва, американските разузнавачи соопштија дека Русија создала услови за соборување на авионот. Тие исто така навеле дека немаат сознанија дали руси биле присутни при лансирањето на ракетата, а не сакале да кажат дали екипата која го сторила тоа била обучувана во Русија. Сепак, според нив, руската армија ги тренира бунтовниците во голема база во Ростов за користење различни видови оружја, вклучувајќи и противвоздушни системи. Американските разузнавачи изјавија дека решиле да ги брифираат новинарите во Вашингтон со цел да одговорат на дезинформациите од Русија и тамошните државни медиуми околу трагедијата. Имаме голем број докази и разузнавачи за да го поддржиме она за што ние веруваме дека е вестина. Мари Харф, портпаролка на Стејт департментот во Русија, се појави многу објаснувања за соборувањето на авионот од атентат врз председателот Владимир Путин кој се враќал од Бразил преку очајнички обид на Запад да биде вклучен во битката за источна Украина до неуспешна мисија за масовно убиство на руски граѓани.
Трупот на луксузниот прекоокеански брод Коста Конкордија, кој се насука во Италија пред 2,5 години, денес ќе биде отстранет од гребенот кај островот Гилјо и одвлечен кон Дженова, каде што ќе биде расклопен и исечен. Во операцијата со досега невидени размери, експертите трупот на превртениот и делумно потонат брод од 290 метри, двојно поголем од Титаник, од септември минатата година го креваа, ја испумпуваа водата и го подготвуваа за последното пловење. Целиот овој подвиг на американско-италијанскиот конзорциум чинел дури 1,5 милиарда евра. Конкордија, тешка 114.500 тони, ја влеча 2 брода, а ја следат уште 12 чии екипажи ќе собираат се што ќе падне од неа и ќе проверуваат дали има загадување на морето, достатоци од гориво, масло и други штетни материи и веднаш ќе ги собираат. Бидејќи ризичниот конвој ќе мине и низ територијалните води на Франција, министерката за заштита на животната средина Сеголен Ројал најавила дека ќе следи операцијата од специјален брод, што ги налутило италијанските власти кои тврдат дека направиле се за Конкордија да не доживее уште една несреќа. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Тичево? Следува временската прогноза за следните денови во Тичево. Селфито стана толку популарно што сега може и да го јадете. За $75 во Америка може да се купи паметен тостер, кој ќе ви испече лепче со вашиот лик. Оливера Михајловска. Модата со селфињата се пренесе и во којната, каде што портретите се прават не со мобилен телефон, туку со помош на паметен тостер. Така веќе секој ќе може да го изеде собственото лице или пак она на својот сакан за појадок. За целта, љубителите на оваа иновација треба да испратат своја слика на компанијата производител во американската сојузна држава Вермонт и по една недела ќе добијат апарат прилагоден да пече тост лепчиња со добро препознатливи слики. Компанијата ветува дека ако клиентот не се препознае на тост лепчето, може да го врати тостерот и да си ги земе парите назад. Вакво селфи задоволство ќе ве чини $75 плюс доплата за достава. Овој специјален тостер го произведува компанијата Burnt Impression од Вермонт, каде што може секому да му направат тостер по желба и откако ќе го добие, ќе може секој ден со своите најблиски да јаде печени лепчиња со својот лик. Покрај ликови, компанијата изработува и тостери со символи, па неодамна на пазарот пласираше Христов тостер, мировен тостер и друго. Утре во Битола ќе присуствува најпопуларната модна блогерка на Балканот, популарната Зорана Јовановиќ.
Нејзиниот моден блог е www.zorana.com и има неверојатни над 15 милиони прегледи од целиот свет. Мошна е популарна на социјалните мрежи Twitter и поново на Instagram. Нејзината примарна професија е модното блогерство, а на закажаното дружење во Хаус бар на Широксокак утре од 16:30 часот со битолчанки ќе сподели многу корисни совети и искуства од светот на модата. Зорана ќе посети и дел од настаните на битолското културно лето Битфест, ќе прошета по Широксокак, ќе ги виде убавините на Битола. Зорана ќе предстојува во Битола на Битолски вестник. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тира телевизија.